естество. Ајде. Така, темата ни е Македонија мултикултурна ризница. Така е. Ајде да видиме прво да се подсетиме што е култура. Да кажеме ние, Ајде, вие ќе кажете. Културата е се што го создало што е култура е се нешто создало човечкото општество и што постои како последица на телесниот и умствениот труд на луѓето. Малце мислам дека е окей, да. Така е. Добра, ајде и по ваше. Па вака неколку, ама со други зборови. Со други да не може, трошиме време. може, Да. добро. Ајде да видиме што значат зборовите. Мултикултура, значи културна различност или постоење на повеќе култури. култури. Ризница се поистоветува со богатство, трајни вредности, скапоценности, нешто што останува понатаму. Од каде потекнува ова мултикултурно богатство на Македонија? Пред се, местоположбата на нашата татковина на Балканскиот полуостров ја прави крстосница меѓу соседните народи и влијанието на религиите придонело таа да биде мултикултурна заедница. Бројните градби и споменици од минатото зборуваат дека на нејзината територија се испреплетувале повеќе култури. Што ја прави ренолика и убава нашата татковина? Па си да тие различни култури, така, не само на македонскиот народ, туку и на албанскиот, турскиот, српскиот, влашкиот, ромскиот, бошњачкиот и други. Сите тие имаат своји национални белези и карактеристики. Живеат на ист простор, секоја заедница со своји обичаи и навики, но заеднички создаваат богата културна средина испреплетена со различни традиции. Кој е најголемото богатство? Јазикот. Секоја етничка заедница го говори, сака и негува својот јазик, но треба да ги почитуваме и останатите јазици. Што е тоа што ни останува како културно наследство? Имаме фолклор, стари градби, религии и обичаи и стари занаети. Ајде да видиме што е фолклор. Тој представува народно творештво на еден народ. Преку песните, ората, приказните ја искажува судбината на народот што живеел во Македонија. Фолклорот се пренесува од кого? Од постарите на помладите генерации и треба да се зачува како сведок на минатото. Фолклорот е дел од културата која создава материјално и духовно богатство. Најкарактеристично нешто што ни останува се секако народните носии. Погледнете која шаренопикост. Значи имаме, ова се македонски народни носии од различни краеви на Македонија. Значи дури секое село си има свој белег со носиите. Си има нешто што е различно. Различни везови, различни. Овде имаме сега албанска народна носија и таа е доста раскошна и богата. Потоа имаме турска народна носија. Еве од тука ставив и ромска, влашка. Учениците слободно нека истражат и нека побараат носии од другите етнички заедници. Нова домашна. Имаме домашна. Имаме сепак. Имаме, да. И покрај. Религии и обичаи. Во Македонија доминираат христијанската и исламската религија. Припадниците на двете религии имаат изградена традиција за празнување на своите празници. Ајде први да кажеме, кој празник иде христијански сега во недела? Великден. И тој е еден од најголемите христијански празници. И од исламската религија? Бајрам. Така. Тие негуваат обичаи, кои ги пренесуваат на идните генерации. Кој е нашиот обичај за Великден? Фарбањето на јајцата. Јајцата, така. Населението има изградено взаемна толеранција и почит на верска основа. Христијанската религија, молитвите се во црква, на исламската се во џамија. Тука имаме представено една црква и една џамија. Исто така, старите градби со карактеристична архитектура се распространети низ цела Македонија и тие се сведок на културното богатство. Материјално и доказ за многовековно постоење и градење начинот на живот и културата во одреден временски период. Имаме староградски куќи, мостови, тврдини, чарши и слично. Еве, јас овде ги одбрав Радин мост во Кратово. За овој мост имаме испеано многу убава македонска народна песна од Васка Илиева.
мост ми зидале 9 мајстори. да. Потоа имаме старата чаршија, кога ќе поминеме низ старата чаршија во Скопје, ја гледаме целата шареноликост, старите занаети можеме да ги видиме тука и куќата на Робевци во Охрид, која е многу карактеристична нели по својата градба. Ајде да видиме кои се старите занаети кои се останати. Јас знам филигранството и купаничарството мина ми се така и Гранчарството исто така. Да, и гранчарството и Кунџиство, кунџиство. сакаме златни, сребрени, накити, така. Некои од старите занаети се уште обстојуваат, па во чаршиите може да се сретнат дуќани на ковачи, казанџи, бојаджи, опинчари, јорганџи, саачи. За жал, се повеќе и повеќе ни изумираат овие стари занаети. Еве овде имаме од филигранството најпрепознатливата македонска пеперутка. Потоа имаме производи, грнчарски производи. Имаме една икона која е направена со копаничар. Во така, со резба. Како ние ќе го негуваме и ќе го збогатиме културното наследство? Треба да пееме народни песни, да играме народни ора, да свириме на некој народен инструмент или па може да негуваме некој стар занаед. Треба да ги чуваме. Што? Старите градби, традициите и обичаите, народните носи и изработките од народен вес. Тоа што сега ќе го дадеме, ако внимателно слушавме што кажавме, треба да го запишеме насловот и краток план на оваа тема. На крајот има и прашања кои што се во учебникот, да провериме што научивме денес. Да? Треба да ги препишат и да ги одговорат прашањата во тетрадка за дома. И за нас, добра. За нас имаме една игричка, да видиме колку ние разбравме што ни е нашето мултикултурно богатство. Завршивме со ова наставнички? Може, да. Можеме да отидеме игричка. Ова е? Да. Игра, асоциација. Да. На слайд. Овде? На слайд ја сум притиснат. Да. Ајде. Овде имаме поими. Сега ќе ги отвараме редоследно и треба да погодите за што се работи во последниот поим. Значи имаме 4 поими и еден главен. Од тие 4 одговори имаме еден одговор. Одлично. Ајде да видиме, имаме шамија. На што ве асоцира? Шамија, На носија. опинци, Опинци исто на носија, носија, појас, фута или исто, престилка, исто. народна носија. Ајде да видиме вториот ред што ни крие. Дајре, Дајре, тапани на народна музика. На зурла, Народни инструменти. инструменти, гајда, тоа ни се народни инструменти. Понатаму, баклава, гравче, тавче, зелник традиционални јадења. и погача, сето тоа ни е традиционална храна. Така. И имаме камени мост, шарената џамија, Скопското кале, што се ова? Културни наследства, недвижни културни наследства, односно знаменитости културни. Односно, Како ги вика? Споменици. Споменици. Споменици на културата. Да. така. И имаме пајдушко, дали го знаете Не. пајдушко? Да. И Комицкото, комицкото го знаеме. И тешкото го тешкото, знаеме. најкарактеристично, орота, И шотата шота. ја знаеме. Тоа се Тоа се народни народни ора. ора. Сега имаме народна носија, народни инструменти, традиционална храна, споменици и народни Народни ора. ора. Што е сето тоа? Што ни Тоа е представува? култура. Мултикултурната ризница. Сега малце ки сум сгрешила една дука, ќе ми извините. Мултикултурна тоа е. ризница. На брзина, Да. кога се прави, се греши. Вака, опа. Тамо. Тоа е за Тоа е денес, за домашно денеска. добивме. Ви благодариме на ставичке. благодариме на Часот, вас. корисни Убав ден работи. на сите. Пријатно. Краток джингл.